14-годишната Вања, како наш паметник, човечки, родителски и општествен, како татко на близнаци, како вујко на студенти и дипломци, како новинар, како и сите родители и деца. Го сака мирот и безбедноста, за растеж, за работа, за иднина и за новите знаења. Просперитетот зависи од сигурноста, од личната и колективна. Најважно ни е неа, да ја осигураме. Не сме сами. Пријателски држави помогна Љупчо Палевски Палчо да се врати на местото на злосторот. Да види дека неговата десна партија и прорудство, како што самиот се декларира, не шират и не вираат во нашата држава. Не ни требаат транзицијските багабонти и пубертетлиите во политиката. Не се иднина мафијашите што се експозитури на тоталитаризмот, а ни продаваат демократија и демагогија. Таквите први бегаат од правдата. Монструмите не смеат да живеат во Македонија. Деца убиваат. Сите сме занемени од свирепоста на политичките палјачи. Повеќе од 3 децении подземјето е јаздисано. Од криминалци стануваат бизнисмени и политичари. Затоа Палчо не смее да се свати како палјачо. Ајде, драги, мили мои македонци, јас ја поддржувам антиколонијалната борба на Путин, но гледате дека оваа бандитарија, бангстерите, за кои ја цело време говорам, бангстери, 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 бангстери. Прашања се отвараат, мозаикот се пополнува со доза на нејаснотии. Мотивот за грабнувањето е двојното убиство на 14-годишната Вања Ѓорчевска од Скопје и 74-годишниот Панче Жежовски од Велес е користолюбие. Зошто некој би изнудил пари со убиено тело? И зошто некој се усудил да посегне по туѓ живот за долг од 500 евра? Каква е улогата на таткото? Како е возможно да се грабне Вања во период на згусната фреквенција? Дали биле функционални камерите на Safe City? И што е регистрирано во видеото од пред зградата каде што живеела Вања? Што покажуваат камерите од безбеден град? Дали има и кој е свиркачот во МВР? Што го штител или го информирал Палевски ако знаел дека убиец? Дали македонските тајни служби имале индиции, оперативни сознанија дека е возможно да се операционализира дестабилизирачко сценарио за Македонија, пред и за време на средбата на ОПСЕ во Скопје? Палевски со своите чести јавни настапи се само портретира, карактерно, психолошки, идеолошки, па и насилнички. Одговорите ќе дојдат и со враќањето на Палчо од Турција, но колку брзо ќе биде екстрадиран? Дали официјална Анкара се уште незадоволна од неиспорачувањето на личности кон Турција? Пред неколку години ги бараше од владата во Скопје кои се сметаат за противници на претседателот Ердоган. Министерот за правда, Кренар Лога, стави подпис на барањето за екстрадиција на првоосомничениот за убиството на Ѓорчевска и Жежовски. Во Скопје се проширува истрагата или само може да се очекува подлавинска анализа за мотивите за убиствата. Според основното јавно обвинителство, Љупчо Палевски, Велибор Манев, Владко Кешишов и Боре Видевски, четворица како соизвршители сториле 2 кривични дела – грабнување и 2 убиства на свиреп начин, од кои едно на малолетно лице и едно од користолюбие. Додека петиот осомничен, таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, им помогнал при извршување на кривичното дело грабнување на малолетно лице. Со грабнувањето и двојното убиство се отвори Пандорината кутија. Граѓаните се револтирани, се сее паника, страв и вознемиреност. Граѓаните бараат безбедносен систем. Остануваат само копнежот и надежта. Криминологот професор Ангелина Станојовска вели нејасно е зошто сторителите се одлучиле на чекор убиства, доколку мотивот е користолюбие. Иако тројца од осомничените тврдат дека активноста на јавноста ги довела до ситуација на паника, па така се случил овој грозоморен чин. Се чекал погоден момент кога нема да има луѓе во близина, што малку е чудно во 7 часот и 20 некаде од прилика, како што беше кажано
од страна на мајката дека девојката го напуштила домот, е малку чудно никој да не забележи. Меѓутоа повторно треба од оние кои што биле вклучени преку истрагата да се дојде до истината. Дали девојката ги познавала, па заради тоа заминала со нив од некој изговор дека можеби не знам ќе ми да пренесена до училиште, претпоставувам, или насила е грабната и е ставена во вреќа за спиење, ставена во багажникот. Меѓутоа, од друга страна е баш тој фреквентен период од утрото кој што во тој дел од градот сигурно има голем број на луѓе кои што се движат кон работните места или на училиште. Претпоставам дека има се уште многу работа, затоа што и како вие што кажавте, има одредени нејасноти околу тоа дека би се убил човек за да се земе возило само да се искористи за грабнување на друго лице, или пак дека 500 евра се доволна причина некој некого да лиши од живот. Може да е така, тоа е една од верзиите, но и не мора да е така, бидејќи осомничените често пати кога даваат искази кажуваат работи кои што во моментот можеби им одговараат при давањето на изјава, потоа може да променат изјавата. Вакво нешто, вакво монструозно и бизарно кривично дело убиство, тешко е човек да замисли кои економски причини. Првоосомничениот не бил сиромав човек, па да го убијат човекот од Велес за 500 евра долг, мене тоа ми делува неверојатно. Во случај кога личноста посегнува да изврши убиства, тогаш не станува збор за ментално здрава и стабилна личност. Во која категорија спаѓаат оние кои немаат грижа на совест, лажат, манипулираат, импулсивни се. Социопатија и психопатија, термини кои често лепдат во секојдневието, но во ретки случаи граѓаните го знаат објаснувањето, потврдува Розалија Секуловска, долгогодишна психолог. Има убиства кои што се прават во афект, меѓутоа има и убиства кои што се прават смислено. И тогаш сигурно можеме да кажеме дека можеби станува збор за некоја од социопатија, психопатија, од груп borderline, гранична структура на личност. Тоа се оние кои што се во групата на антисоцијални структури на личност. Тоа се личности кои што ги кршат моралните, правните закони, начела, норми на однесување. И тоа се луѓе кои што немаат грижа на совест, немаат каење, тие лажат, манипулираат, доста се импулсивни. Меѓутоа, например, некоја главна карактеристика која што ги разликува социопатите од психопатите е тоа што дека психопатите структури се раѓаат како такви, тие немаат воопшто емпатија и кога покажуваат емоции, тоа го прават со учење на емоции, тоест го имитираат другиот. И честопати психопатите се успешни луѓе, имаат добри стабилни позиции, за разлика од социопатите кои што не се раѓаат како социопати, туку се создаваат, се учат таквите образци на однесување. Најчесто тоа се личности кои што во текот на животот во раното детство имале некои трауми, некои сериозни случувања кои што направиле да тие се изградат во социопатска структура на личност. Статистиките растат, бројот на пријавени случаи за насилство постојано расте. А што е со оние случаи кои не се регистрирани? Дали го достигнавме статусот на насилно општество? Народот не се чувствува безбедно. Насекаде има агресија, криминал, насилство. Според Секуловска, ако анксиозноста и депресијата беа број 1 застапеност, сега се почести социопатски, психопатски структури на личност. Фрустрацијата е поголема, нема толеранција, се зголемува агресивноста, а системот затајува во брзо реагирање. Случајот со 14-годишната Вања е колективна траума. Како да се справат младите? Траума е за сите нас и младите ги слушам дека зборуваат и дека се исплашени, а и ние возрастните зборуваме и нормално дека сме засегнати од овој чин, што негативно влијае врз менталното здравје на сите нас. Што би требало да направиме? Би требало, да се зголеми таа едукација кај населението, кога ќе забележи насилство, без разлика дали е дома, дали е во училиште, дали е на работното место, да знае каде да се обрати, да алармира, да го објасни, да го информира органот
соодветен во државата, кој што понатаму би превземал и, пак ќе речем, брзо, навремено и совесно ќе работат институциите, законите ќе бидат исти за сите и секој каде што, ако се докаже нели дека е виновен, да биде таму каде што треба да биде. Дали е тоа лекување, дали е тоа нели некоја казна од страна на правниот систем. Неказнивоста создава високи дози на криминал. Години наназад не се казнува чинот, криминалот, делото. Туку фокусот е во тоа која личностна функција или партија ќе сгреши. Оценка на Јадранка Костова, познат новинар. Тоа се делува тие економски причини или политички, не знам, грото од луѓето припаѓаат на една политичка групација. Дали се собрале по тој критериум во партијата, не знам, се уште е рано да се каже, но тоа е сепак индикативно. Тоа се економските и политичките. Но мислам дека е проблем во неказнивоста. Тоа е епидемија од, како да кажам, несанкционирање, нема кривична одговорност за многу големи скандали. Таа неказнивост создава високи дози на корупција и на криминал, па и на ваков криминал. Ние дознавме дека Палевски, против него се воделе повеќе кривични постапки и прекршочни. Тие завршувале или со условна осуда или со хепи-енд за него. Она што ми е најиндикативно е него го гонеа за се пушта нелегално снимки од оние бомбите во време кога тоа беше забрането. Тоа ме асоцира, немаше завршница ова, но замислете некој кој ги поседува тие работи, тој може да уценува и луѓе, и политичари, и суди, и се. И тоа немаше разрешница. Случувањата во општеството треба да се донесат до тотален апсурд, за истите да се сменат од корен. Министерот Спасовски иницира. Десна како партија мора да биде дерегистрирана. Сега денови веќе гледаме кај што симпатизерите на власта ќе го величаат успехот, што сепак морам да признам дека релативно брзо ваков комплициран случај финишираше со лоцирање на главните осомничени, тој круг може и да се шири, но од друга страна остана многу работи кои не ми се логични во приказната, што обвинителството и полицијата имаат од исказите на овие приведени. Ако со нас не беше споделено, не значи дека полицијата можеби не изела во предвид дека на некаков начин може и татвото да е замешан во целиот случај. Мојата пракса покажува дека луѓето се многу разочарани во однос на тоа колку се заштитени од самата држава. Така да има луѓе кои што го пријавуваат насилството без разлика дали е семено насилство, дали е полово, трудово и какво и да е насилство. Меѓутоа има многу луѓе кои што молчат. Дали молчат од страв, ама има една голема група која што молчи затоа што верува дека нема каде, кому да му се обрати и ако му се обрати ќе биде обележана, жигосана, исмејана, етикетирана и на крај нема да ѝ се пружи соодветна психотерапевтска помош, соодветна правна заштита и понатаму соодветни други инстанци па и за незината макросредина. Палевски, кој важел за муќен градежник во 90-тите, во време на СДСМ, ја води градежната фирма УПА Ентерпрајз. Во неговите станови се вселуваат новите скопски мукиници. За Тифани настрада и екс-директорката на УЈП, Митава. Палчо ја врши функцијата председател на градска организација на СДСМ и е инвеститор на подрачјето во Центар. Во 2017 година Палевски беше на распит во тогашното СЈО, поради тоа што неговото име се врзуваше со објаснување на прислушуваните разговори, односно приватните разговори кои што беа објавени на каналот YouTube под корисничко име Никола Тесла. Во 2020 година тој е нападнат и претапан. Од неговата партија се регрутирани и неговите соработници и соизвршители во монструозните убиства. Реакциите не стивнуваат. Во дел од нив и скромни, но индикативни подршки за Палчо. Човекот кој ги виде и височините на комотниот живот и длабочината на бездната.